Да, почнуваме со дебатниот дел од студио 10, како што кажав, тука е заменик директорот на Агенцијата за заштита на правата на заедниците, господинот Джелал Хоџик, кој исто така е и председател на партијата СДА. И во овој разговор ќе зборуваме и за тоа како делуваат помалите партии. Но да почнеме со она што е најактуелно, господине Хоџик. Опозицијата имено веќе извесен период активно бара предвремени избори. Тоа се случува во една атмосфера на протести, на синдикати, излегуваат на улици. Овој штрајкот на СОНГ беше најактуелен, да речеме, но се појавија и неколку други синдикати. Особено е дека очигледно е дека она што се случи со покачувањето на минималната плата предизвика една ланчана реакција, која сега можеби некој ќе каже и легитимно ја користи опозицијата, тие притискаат, а власта од друга страна вели дека за предвремени избори нема потреба. Дали е навистина така? Дали навистина нема потреба за предвремени избори? Нема потреба затоа што владата се справува со сите проблеми. Нормално е опозицијата да пробува да ги збие своите редови, своите гласачи со барањето за предвремени избори, но владата ги решава проблемите, а јас би додадал уште неколку аргументи против предвремените избори. Првиот момент е дека Македонија од 2008 година е влезена во циклус на редовни предвремени парламентарни избори 2008, 2011, 2014, 16, па дури овие последните парламентарни избори беа 2020 и тие се секогаш знак дека државата има некаква општествена криза внатре во општеството. Во овој момент ние имаме влада која оствари една стратешка цел на државата. Сега гледаме колку е важно да се биде членка на НАТО, посебно кога се случува руската агресија врз Украина. И од тој аспект мислам дека предвремените избори не се потребни затоа што тоа ќе значи застанување на целиот општествен живот во време, како што рековте, на голема економска криза поради руската агресија во Украина. Да, но опозицијата аргументира дека прво го зема аргументот од локалните избори, каде тие извојува, може да се каже, убедлива победа. После тие локални избори, председателот на СДСМ и премиерот Зоран Заев се повлече, рече дека тоа е неговото повлекување, дека е реперкусија од тој резултат. Од друга страна и најновите и последните анкети покажуваат дека опозицијата има известно водство, да речеме сега ВМРО ДПМН пред СДСМ, ајде да кажеме, дека има водство во анкетите и опозицијата од тоа го црпи легитимитетот за своето барање за предвремени избори. Тие велат дека ова мнозинство, владеачко мнозинство нема легитимитет, дополнително што на последните избори како мандатар е избран Зоран Заев, а господинот Ковачевски доаѓа на мандатар накнадно без избори. Еве да пробаме чисто со малце фактографија да ги разбиеме тие тези. Значи, за избори се потребни 61 пратеник во собранието на Република Северна Македонија. Пратениците во собранието се бираат на парламентарните избори. Граѓаните на парламентарни избори бираат пратеници, а пратениците потоа ја бираат владата сходно на нивните размислувања и од тука мислам дека апсолутно овие аргументи не држат. Што се однесува до рейтинзите, тие се речиси во рамка на статистичка грешка и тие се менливи од контекстот и општествено од политичките случувања, така да не е тоа аргумент поради кој треба да се отиде на избори. Дополнително, како што кажав, пред нас е една голема економска криза, која е и светска економска криза, благодарение на агресијата на Русија врз Украина и ние во овој момент како општество немаме луксус да го запреме целиот и економски живот во државата поради барањето на опозицијата. Добро, ќе успее ли сега владата предводена од Ковачевски да го изменаџира сето ова што се случува, бидејќи
Очигледно е дека без разлика на барањето на опозицијата се наоѓа под силен притисок, како што кажав, и од самата ситуација, од самата криза, нели? Особено ова што го кажавме со подигањето на минималната плата, очигледно дека предизвика една ланчана реакција во општеството, каде сега сите сегменти во јавната администрација бараат на некој начин потоа порамнување на нивните плати, и вие сте функционер исто така, претпоставам дека и во вашата организацијска единица има такви барања, претпоставам, сега не знам. Но ќе успее ли Ковачевски сето тоа да го изменеджира, со оглед на тоа дека е релативно неискусен на таа премиерска позиција. До сега не бил на толку висока функција. Првите 100 дена од владата покажуваат дека премиерот Ковачевски одлично се справува и со она што се предизвици општествени, но и она што е политика на владата. Да не заборавите дека историскиот пораст на минималната плата е случен сега, но покрај тоа следеше и една сериозна грижа за социјално ранливите категории, примателите на социјална помош и така натаму. Сите овие моменти покажуваат и сите кризи во изминатиот период од корона кризата па до последниве протести покажуваат дека владата прво има слух за барањата и на граѓаните и на работниците и дека во ги решава проблемите. Нормално тоа подразбира дека сите чинители во општеството треба да бидат и одговорни и свесни за целата ситуација која ни се случува. Да, во поглед на украинската војна, на руската агресија на Украина, таа состојба полека се прелеа врз цела Европа, па може и врз целиот свет, каде што е поврзано со ланците на снабдување, со недостигот на одредени производи. Тоа предизвика и подигнување на цените на одредени производи кои секојдневно ги употребуваме. Веќе дојдовме во ситуација да зборуваме има ли нешто или нема, дали ќе има во продавниците или не. Очигледно е дека состојбата е далеку од нормална, но тука исто така постои една тенденција за оно што го зборуваме за хибридни закани, за руско малигно влијание врз регионот. Тоа се зборуваше многу повеќе, за тоа се зборуваше порано, но сега е тоа интензивирано со самата агресија. Кажете ми, за тоа влијание се зборува и во Македонија. Владата го направи она што беше препорачано на некој начин од Европската унија, го забрани реемитувањето, тоест препорача да се прекине реемитувањето на руските канали во земјава, но не видовме некои понатамошни чекори за сузбивање на таа пропаганда, а која гледаме дека очигледно ја има во земјава, и тоа многу. Ако дозволите да не звучи нескромно, за негативното руско влијание на Западен Балкан пишував текстови од крајот на 2013 и 2014 година па до сега, иако сега кулминираат тие работи. Кај нас може да се забележи не толку проруско влијание, колку што се продуцира една антизападна хистерија во дел од медиумите во Република Северна Македонија. Добро, анализите покажуваат дека тоа е уствари иста работа. Само на друг начин се артикулира тоа влијание. Да, суштински е иста, но во начинот на различен начин. Во начинот на работа се има различни методи. Ефектот е тој што е посакуван од центрите во Русија, и морам да кажам дека тоа е видливо, почнува да станува видливо дури од 2008 година, кога ние прв пат добивме вето за членството во НАТО. И од тој момент до денеска кај нас постојат серија на медиуми, аналитичари, постојат серија на квази интелектуалци кои подгреваат еден сериозен отпор кон демократските процеси, кон демократијата како вредност, кон Западот и западната цивилизација. И ние сме сведоци дека тоа и понатаму, не само во Република Северна Македонија, тоа е доста многу активно во целиот регион на Западниот Балкан. Добро, има анализи во земјава, и тоа многу пати е кажани во оваа емисија кога зборуваме за, да речеме,
проруски сентимент во земјава, тие велат не се тие луѓе толку проруси колку што се антизападни, но не се антизападни поради некои други причини, само поради тоа што поради неправдата која западните земји ја покажале кон Македонија, тоа е таа сега се артикулира со недавањето на датум за преговори кои сега оди преку блокадата на Бугарија, пред тоа беше Франција, пред тоа со децении не блокираше Грција и сега луѓето велат дека се деценијски разочарани од таа дволичност пред се на Европската Унија и поради тоа е тоа антизападно расположение, а не поради некаква љубов кон Русија. Значи тоа го велат некои аналитичари. Јас ве прашам за таа теза, што мислите? Точно е дека проблемите внатре во Европската Унија и нивната погрешна политика кон проширувањето на Западниот Балкан, односно ветувањето дека цел Западен Балкан има една европска иднина, а гледаме дека во пракса, да речеме, еве Црна Гора веќе долги години преговара и нема ништо од проширувањето. Точно е дека тој момент им е аргумент и им помага во развивањето на она што се нарекува антизападна пропаганда во Република Северна Македонија, но немојте да заборавите дека Соединетите Американски држави и западниот дел од цивилизацијата беа главни помагатели и Република Северна Македонија да стане независна држава и од која сме станати независна држава до ден денеска во сите наши реформи и во се она што значи демократизирање на нашето општество. Добро, во поглед сега на тоа, јас ве прашав пред малку... И дополнително околу безбедноста и посебно од кога влеговме во НАТО, она што значи зачувување на границите на нашата држава. Да, она што е, кога зборуваме за НАТО, тоа е оној дел од Преспанскиот договор кој се исполни, кој се реализира и знаеме дека тоа е под еден силен притисок и водство на Соединетите Американски држави, тие буквално го истуркаат тој процес, но оној дел кој се однесуваше на Европската Унија, каде што, да речеме, мотори на тој процес требаше да бидат Париз и Берлин, тоа не се исполни. Повторно се случи, еве ќе кажеме, се враќаме на бугарската блокада. Европската Унија како да нема сенс точно за регионов, па што се случува, и тоа не може да се каже само за Македонија. Може да се каже за другите тие точки кои се, значи жешки точки, како да нема баш сенс, како да е многу повеќе затворена во самата себе, се занимава со своите проблеми, како да нема капацитети да ги менаџира сите тие процеси одеднаш. Кажавме дека за жал Европската Унија водеше долги години и јас се надевам дека тоа после агресијата врз Украина од страна на Русија ќе се промени погрешна политика кон Европската Унија. И тоа се базира на неколку фактори. Прво, дополнително е затоа што во самата Европска Унија за жал има сериозен пораст на ултрадесничарските политики. Вие следавте сега изборите во Франција, каде што една Лепен загуби од Макрон во вториот круг, но направи сериозно голем резултат. Да, сериозно добра подршка има, да. И тие политики во Европската Унија исто така имаат голем ветар во грб во Русија. На разни начини, затоа има големи истражувачки и новинарски приказни кои може да се најдат. Во делот кон Западен Балкан неправдата е голема неправда кон Република Северна Македонија, но не е само кон Република Северна Македонија, туку кон сите земји, да речеме, граѓаните на Косово уште немаат безвизен режим. Црна Гора имаше толкав голем напредок во преговорите со Европска Унија, па потоа имаше страшни случувања внатре во самата држава, баш благодарение на тоа дека Европската Унија доцни со испорака на она што го има ветено. Тие се закочени во преговорите. Тие исто како со Србија се земји кандидати кои преговараат, влезени се во преговарачкиот процес, но никако да тргнат од средината некаде се заглавени. Она што може да се види од последните разговори меѓу председателот Бајден и европските лидери е дека е наред повторно на Западниот Балкан да му се даде реална, остварлива, одржлива европска перспектива, која во
во следната децина ќе донесе реално членство на целиот Западен Балкан во Европската унија. Вие кажавте, го спомнавте самиот тоа влијание на Русија врз целиот Западен Балкан, тоа порано се прецепираше малку пошироко, значи се зборуваше многу за Унгарија на Виктор Орбан, за таа една недемократска оска или како што Орбан ги нарекува и либерални држави, каде што тој се поврза со Јанес Јанша во Словенија, кој падна сега од власт веќе, но тоа беше на некој начин тој триаголник, тоа се надополнуваше со Александар Вучик во Србија, со Милорад Додик во Република Српска во Босна и Херцеговина. На некој начин се создаваше тој еден круг на тие недемократски пракси и сето тоа цело време се анализира дека е подсилно едно влијание на Русија. Само заборавивте да дополните таа низа на политичари. Денес на времето беше и Никола Груевски, кој е сега во Унгарија, и со последните испади можете комплетно да го ставите председателот на Хрватска Милановиќ. Да, Милановиќ има навистина контроверзни изјави во најмала рака во последно време. Дали е тоа сега проруско влијание, дали е негов некој чуден начин за добивање на рейтинг, не знам, но навистина тие изјави отстапуваат од некои демократски стандарди. Она што е антидемократска позиција во општествата, можете да ги приметите во ултралевите и во ултрадесните политики во едно општество. И интересно е дека, ако го сакате примерот во Хрватска, дека премиерот Пленковиќ, кој е ЕПП партија, центар десно партија, се движи према центарот, а дека председателот Милановиќ, кој доаѓа од СДП, која е центар лево партија, сега веќе искача од тие маргини и им се обраќа на гласачите кои се ултралево или ултрадесно и ги собира гласачите кои искачаат од тоа што се нарекува центар. Да, во поглед на тоа влијание, да речеме, на Русија, за кое се анализира дека постои врз целиот тој регион и пошироко Западниот Балкан, како што гледаме, мислите ли дека после оваа руска агресија на Украина, дека Западот ќе ги интензивира напорите за борба против тие недемократски режими? Се разбира, не зборуваме за физичка, реална борба, туку за институционална, за демократски начин на борба со тие појави. И Западот внатре станува по-кохерентен после руската агресија во Украина, но ајде да видиме малку што следеше предходно. Вие имавте серија на укажувања од Соединетите Американски држави и од Велика Британија дека Русија се спрема за агресија врз Украина, која беше игнорирана, речиси, баш од Европската унија и големите држави во Европската унија, и кои како да од позицијата на комфортност не сакаа да веруваат дека Русија навистина во 21 век, во 2022 година, ќе тргне да прави агресија во една држава која физички припаѓа во Европа, а нели и е стратешки важна за Европската унија и од енергенсите, но и од делот на храната. И тука гледавме две различни позиции предходно. Од една страна имаше позиција Соединетите Американски држави и Британија кои даваа сериозни упозорувања, а од друга страна гледавме еден поблак однос од Берлин и од Париз, кои се надеваат до последно дека ќе може да се договорат и дека ќе може да се одложи таа агресија или ќе може да се стопира. После агресијата веќе ништо не е исто, ниту во Европа, ниту во светот, и сите сваќаат дека Украина во моментов, освен тоа што си ја брани државата од агресијата, а во моментов ја брани цела Европа и го брани цел систем на западни вредности и демократијата во општо. И во овој момент, да речеме, и државите како што се Швајцарија, која е неутрална држава, се приклучи кон санкциите, а еве гледаме дека и држави како што се Шведска и Финска веќе најавуваат да влезат во
бараат да влезат во НАТО, затоа што сватија дека неутралноста во овој момент кога се случува таа агресија врз Украина е всушност прво подршка за агресијата, но потоа е и опасност за самите нив. Да, она што предпоставувам дека рускиот претседател Путин сакаше да го постигне со нападот врз Украина, освен воените цели кои сакаше да ги оствари во самата Украина, било кој ти да се, дали освојување на цела Украина, дали делови, дали само уривање на владата на Зеленски и така натаму, без разлика, освен тие војни цели, тој очигледно сакаше да предизвика понатаму да прати една силна порака, како Русија, дека ќе реагира во заштита на своите интереси доколку тоа е потребно и на тој начин да му даде една порака на Западот. Тој веројатно мислеше дека со тоа Западот дали ќе биде послаб, не знам дали ќе биде размешан, но сепак мислеше да му прати една порака на одлучност, на решителност. Но она што се случи на некој начин предизвика сосема спротивен ефект. И вие ги спомнавте Финска и Шведска, земји кои се традиционално неутрални, сега бараат членство во НАТО и веќе тоа е прилично реално дека ќе се случи, и тоа во мај кажаа дека ќе побарат двете земји и западната некако сплотеност, заедништвост многу повеќе се истакна сега после оваа агресија. Значи, сосема спротивен ефект од тоа што сакаше да го постигне. Очигледно дека Путин во своите намери се водел или од погрешни информации или од погрешни проценки. Неговата агресија врз Украина е во политичка смисла целосно поразена, затоа што Европа се обедини, повторно се сите под исто знаме што се вели во одбрана на демократија, на демократските вредности. Има историски големи санкции против Русија економски и има една создадена коалиција против оваа агресија на Русија врз Украина, на која дури и Хитлер може да и позавиди. Тоа е во политичкиот дел. Во она што се нарекува дополнително промашена проценка е покрај ова дека Европа внатре нема да биде обединета околу санкциите врз Русија, што се покажа како неточно, треба да се потенцира и тоа дека проценките беа дека блицкригот кој Русија го прави врз Украина е дека за брзо време ќе падне Киев и дека они ќе можат да инсталираат своја влада во Украина, која ќе биде проруска, што е исто така голем нивни пораз. И третата работа е дека успеа овие неутрални држави да ги разбудат и да и тие застанат позади она што се нарекува демократски вредности. Да, во однос на Западниот Балкан интересна е позицијата на Србија. Таа на некој начин и понатаму се обидува да балансира помеѓу двете позиции на Западот и на Истокот. Србија е единствена држава во Европа, ми се чини, која нема наметнато санкции за Русија, ги нема подпишано тие санкции, иако во Обединетите нации ја осудија руската агресија, но некако сега и таму се појавија турбуленции после онаа изјава на Путин за Косово, дека Косово, ако може Косово да биде независно, тогаш можат и Луганск и Донецк. И сега и во Србија ми се чини дека се измеша картите малку за таа поддршка кон Русија. Мислите ли дека Вучич можеби подготвува наратив за промена на таа своја позиција сега, откако убедливо победи на избори и нема потреба премногу да калкулира на таа карта? Србија е доста специфична држава и се разликува од останатите држави во Западниот Балкан, првенствено затоа што таму прорускиот сентимент е страшно голем за разлика од другите држави, каде што, да речеме, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Албанија и Македонија, мнозинството граѓани се определени кон Европската унија и кон НАТО. Пред почетокот на руската агресија врз Украина, на последните истражувања се покажа дека за прв пат во Србија мнозинството граѓани не се ниту за членство во Европската унија,
што првпат се појавува на нивните, после долго време на нивните анкети, а за НАТО воопшто не станува збор. И сега нивниот председател Вучич е во една голема во еден ќош ставен, затоа што тој благодарение на таквото расположение и неговата популистичка политика, тој се водеше врз основа на тоа расположение, а сега притисокот од целиот западен свет е дека нема неутралност. Или сте со западните и демократски вредности и ќе се приклучите кон она што се нарекува санкции кон Русија, или ќе останете во земјите кои наликуваат на Белорусија. И се од една страна притисокот од Западот ќе се зголемува, а притисокот од внатрешното општество кај Вучич ќе биде проблем и мислам дека ќе има сериозни предизвици да избалансира во она што тој пред руската агресија успешно го правеше седењето на два стола. Јас се сеќавам на последната посета на Хојти во Белград, каде што буквално директно во сите наслови стоеше пораката Србија нема да може уште долго да седи на два стола, ќе мора да одбере на која страна ќе седи. Да, отприлика имаше слична порака и од новиот амбасадор во Србија Кристофер Хил, кој е познат дипломат за Балканот, се врати, тој рече во изјава за медиумите дека ако мислат србите дека Путин ќе дојде да го брани Косово за нив, дека многу се лажат и дека оваа изјава е доказ за тоа. На некој начин се очигледно дека се интензивира тој притисок врз Вучич. Од друга страна, тој е тесно поврзан и со Милорад Додик во Босна. Знаеме таму што се случува. Неговите изјави се заменик државниот секретар на Соединетите американски држави, која сега беше и Керен Домфрид и во Македонија и во Босна, кажа дека очигледно е дека тој работи на разбивање на Босна и Херцеговина, но дека Соединетите американски држави нема да го дозволат тоа. Тоа е таа клучна поддршка која сите држави од Западниот Балкан ја имаат од Соединетите американски држави. Пред се прво безбедноста, врз која потоа утре може да градите и демократија и развивање на економијата. Милорад Додик, кога би можел, уште денеска би ја растил државата, ама очигледно дека не може. Морам да кажам дека ако успееше блицкрикот на Русија во Украина, тогаш тоа ќе беше сериозен предизвик за сите држави во југоисточна и источна Европа, вклучително многу голем предизвик и за Босна и Херцеговина, понеуспешниот блицкриг, каде што сите луѓе кои не се војни аналитичари, туку следат политика, сваќаат дека руската армија воопшто веќе не е втора армија во светот. Мислам дека и Додик покажува една сериозна нервоза, затоа што после неуспешниот блицкриг влегува во една дефанзива. Дополнително јас сметам дека ултрапопулистичките политики на Милорад Додик, кој освен што има една врска со Вучич, имаше и директна врска со Владимир Путин, имаше сериозни логистички помагања, но и политички ветар во грб од Москва, веќе му стануваат терети на председателот на Србија. Да, има такви анализи дека Милорад Додик на некој начин му станува повеќе терет отколку корист на Александар Вучик. Имаше и неофицијални информации дека Александар Вучик му кажал и дека мора да ја намали реториката. Имаше и такви екстремни некои дека мора и да се повлече, но гледаме дека тоа се уште не се случува. Анализите се дека Александар Вучич го користи Милорад Додик на некој начин за одбрана на српската позиција на Косово. Бидејќи тој, како Западот го притиска него за Косово, да го признае Косово, тој така го активира Додик, кој тамо ги интензивира своите планови за растурање на Босна и Херцеговина. Мислите ли дека он за тоа го користи Додик како таква една спрека? Има обид, но ниту по меѓународното право, ниту по уставот на Босна и Дејтонскиот мировен договор, кој пред се е мировен договор,
Република Српска нема, како ентитет, нема право на самоопределување, напротив, таа е врзана внатре во двата ентитета. И дополнително, после сите овие случувања, таа политика е во сериозна дефанзива и не може да се прават никакви паралели во делот на Косово и Босна и Херцеговина. Дополнително, има и едни други тези, дека кога Српската напредна странка доаѓаше на власт, од оние што се прозападни политичари, а се малцинство во Србија, они велат дека тие имаат ветено, дека со нивното доаѓање како десна партија ќе можат побезболно да го решат прашањето за Косово. И во таа насока веројатно ќе се продолжи по тој пат, дури на крајот можеби Србија и нема да биде притисната до крај да го признае Косово, но ќе бидат воспоставени односи меѓу двете држави, а Косово ќе си го добие своето место во Обединетите нации, без при тоа да има турбуленции во било која од околните држави и во задирање во нивниот интегритет и суверенитет. Оно што Владимир Путин го потенцира цело време, а тоа е уште од инвазијата на Русија врз Крим, тоест одцепувањето на Крим од Украина, тој цело време го користи примерот на Косово и интервенцијата на НАТО врз тогашна СР Југославија. Тој вели дека тоа е моментот кога било прекршено меѓународното право, кога е направена воена интервенција без дозвола од Обединетите нации и дека тој сега едноставно само го користи истиот преседан и на таков начин, на некој начин се дава морално оправдување на своите одлуки. Вели, ако можел Западот, можеме и ние. Не е тоа морално оправдување, тоа е потреба на пропагандата која има за цел на зацврстување или одржување на режимот во Русија. Јас ќе ве вратам на една иницијатива во едни помирни времења врз основа на пресудата на Хашкиот трибунал. Велика Британија имаше покрената во Обединети нации да се признае геноцидот во Сребреница. Руската политика и политиката на Владимир Путин воведоа вето врз тој чин. Денеска тој се повикува на непочитување на меѓународното право, а истиот тој има ставено вето. И точно е да пробува тој да направи аналогии кои очигледно не држат, али се потребни за внатрешна употреба за одржување на неговиот режим. Добро, но он тоа што го потенцира... Дополнително, зашто го спомнав примерот со Сребреница, дополнително, меѓу другото, неговите оправдувања за агресијата врз Украина идат на тоа дека се случува геноцид врз рускиот народ во Украина, што секако се испоставува дека не е точно и пробува да прави замена на тези. А вие денеска, пред да почне ова интервју, во вестите прочитавте реакциите врз таа срамна изјава која имаше Лавров за еврејското потекло, да кажеме, на Хитлер. Да, таа изјава... Која треба да се осуди, која ќе биде осудена и од целиот цивилизиран свет. Да, за таа изјава веќе има многу силни реакции од Израел, од еврејскиот центар Симон Визентал, од официјална Германија, кои велат дека се на некој начин запрепастени од абсурдноста на самата изјава. Реакциите околу тоа се големи. Уште едноставно да ве прашам за ова, но сепак неговиот аргумент дека интервенцијата на Косово е направена без дозвола од Обединетите нации, без Советот за безбедност, дека е направена само од страна на НАТО како воен сојуз, на некој начин е слична со неговата интервенција во Украина. Сега зборуваме за самиот тој, да речеме, законодавно правен дел на тие интервенции. Зборувате за законодавниот правниот дел, но немојте да заборавите она што преска го кажавте и таа морална последица. После геноцидот во Сребреница, светот не можеше да дозволи да се случи уште еден геноцид во Косово. И дополнително на ова што го зборевме претходно, во тогашниот дел на владењето на Европската унија, Франција имаше една сосема друга политика предводена од
великанот Жак Ширак и имаше една сосема попозитивна улога на Западниот Балкан. Европа не можеше да дозволи да чека да се случи уште еден геноцид, а нашата држава беше сведок на стотици илјади бегалци кои беа протерани од Косово и случување на страшни злочини кои ден денеска се откриваат. Да, оно што малку се зборува во анализите за тие случувања тогаш во Македонија е дека доколку не се случеше интервенција на НАТО тогаш, дека тие мислам дека беа 300.000 бегалци од Косово тогаш, но веројатно дека беа доста повеќе од тоа, тие беа официјално преброени во држава, дека тие луѓе немаше да има каде да одат, дека ќе останеа тука. И да не останам должен на прашањето. После интервенцијата во следната резолуција врзано за Косово е правно покриена таа интервенција. Со 1244. Добро, во однос на да се вратиме малку на домашната политика пред самиот крај на емисијата, како што кажав, вие сте председател и на партијата СДА, која сега функционира во рамки на владеачката коалиција. Тоа е една релативно помала партија за македонски услови. Кажете ни како функционира тоа, дали за сега ќе останете внатре во коалицијата? Имаше други партии кои на некој начин го артикулираа бошњачкото гласачко тело во Македонија, кои настапија самостојно на избори. Како вие ќе делувате понатаму? Ние ќе делуваме согласно целите. Првенствено ќе сакаме во следниот период да ја зајакнеме и структурата на партијата. СДА е најголема бошњашка партија и историски и фактографски. Тоа што бошњаците со СДА го поминаа во изминатите 30 години, на некои народи им е потребно да поминат стотици години. Вратено е националното име Бошњак, вратена е именувањето на јазикот босански. СДА, кога беше Југославија цела, го организираше референдумот за независност на Босна, потоа и одбраната од агресијата. Така да бошњаците секако и во следниот период ќе даваат сериозна поддршка на СДА како партија. И тоа е тука и така и во Македонија, и ние сме пред она што се вика работно лето за нас. Ќе идеме од врата на врата, ќе идеме од населба во населба за да ја зајакнеме нашата структура во следниот период. Што се однесува за нашите следни политички чекори, тие секогаш ќе бидат во основа на она што се нарекува одбрана на демократските вредности и она што се нарекува Македонија тоа го оствари, пат во НАТО и пробување на откочување на патот кон Европската унија. Во согласност со тие цели ние ќе ги креираме сите наши следни политики и постапки. Кога зборуваме за помалите партии, многу често се зборува дека тие се најчесто конзумирани на некој начин од поголемите политички субјекти, делуваат во нивна сенка, делуваат за остварување на нивните интереси, а не за интересите на самите партии. Еве вие скоро, да речеме, релативно скоро, една година отприлика, како станавте председател на оваа партија, помалку од година. Сега, кога гледате како тоа директно се случува, учествувате и во еден изборен процес веќе, дали е тоа навистина така? Дали помалите партии немаат и премногу избор во своето делување, мора да се приклонат ваму или таму? Не мислам дека е тоа така. Иако во политичкиот дел ние имавме една сериозна општествена криза во минатиот период и беше многу јасно подвлечена црно-бела ситуација, или сте на едната страна во она што се нарекува продемократски вредности, или сте против тоа. Ја мислам дека во следниот период ќе, како СДА Македонија, ќе го разбиеме таа перцепција дека условно кажано малите партии се некакви сателити. Не, ја мислам дека коалицијските договори, коалицијските делувања треба да бидат врз јасни принципи
И дополнително, она што јас го најавив уште на самиот почеток е тоа дека на следните парламентарни избори, за кои јас верувам дека ќе се случат во редовниот рок, ние како партија ќе излеземе со програма која не е само етнички врзана, напротив, и по квалитетот на таа програма ќе можете да видите дека не сме баш така мала партија и дека можеме да понудиме решенија за нашето општество. Да, ова што го зборувате на некој начин оди во насока на тоа што го прават и поголемите партии, условно речено, поголемите кои се обидуваат етнички да се диверсификираат, да се разграничат во тоа свое делување, да земат и припадници од другите етнички заедници. Дали мислите дека тој тренд ќе продолжи пред се кај поголемите партии кои се повеќе се обидуваат да се отворат кон другите етнички заедници и на таков начин да земат дел од кампусот на гласовите кои претходно не биле нивни? Да не бидеме само погрешно разбрани. СДА е главно е боšnjačka партија на боšnjačкиот народ, но тоа не значи дека ние треба да се ограничиме со понудата и тоа не значи дека некој друг повторно и не биве гласал. Јас сметам дека ова што вие го нарекувате помалите партии, тие треба да имаат своји ставови и за економијата, тие треба да имаат своји ставови и за екологијата и за сите општествени и политички прашања во државата. Трендот во Република Северна Македонија иде во позитивна насока. Веќе е покажано дека луѓе од една етничка заедница можат да гласат за кандидати од друга етничка заедница и тој процес нема запирање, напротив, сите избори од 2016 навам понатаму покажуваат дека тоа е незапирлив процес. Дополнително, коалицијските случувања или да речеме вклучувањето на интелектуалците во политиката покажуваат дека во Република Северна Македонија повеќе ниту една партија нема да може да владее самостално целосно, а дури кога би можела нема доволно кадар да одговори на сите големи предизвици кои ги има општеството. Значи доаѓа еден нов тренд дека ќе се гласа за квалитетна програма, тоа е едната димензија, и втората димензија дека сите партии ќе бидат упатени на соработка и со граѓанскиот сектор, и со граѓанските иницијативи, и со интелектуалците, за да можат да одговорат на предизвиците во политиката. И тоа е уште еден од аргументите зашто на нас не ни се потребни нови предвремени избори. Значи, доаѓа еден момент каде што треба да стане јасно дека ќе требаат стручни луѓе на стручни места да се поставуваат без разлика на нивната етничка, верска, партиска профилираност. Да, добро, и за на крај, вие ова што го кажувате дека партиите треба што повеќе да се отвора, да зборуваат пошироко за сите општествени случувања. За жал гледаме дека тоа често не се случува, дека и покрај сето ова што го зборуваме ние за и за проектот Едно општество за сите кои го промовираше претходниот премиер Зоран Заев, дека се уште имаме такви изблици каде што партиите користат некои, да речеме, условно кажано, националистички мотиви за добивање на гласови. Вчера имаше многу турбуленција околу поставување на тој споменик на она во Слупчане, има многу реакции за тоа, некои велат дека и тоа оди во насока дека една партија како ДУИ се уште се обидува да добие гласови на тој начин. Мислите ли вие дека тоа е така, дека партиите покрај сите декларативни заложби се уште се обидуваат гласовите да ги добијат така на еден најбазичен, најосновен начин? Јас кажам дека трендот се менува у позитивна насока за сите оние кои сакаат да се занимаваат вистински со политиката. Едната димензија ја спомнувате вие, втората димензија е она што исто се збори е за клиентелизмот. Јас мислам дека тоа веќе го има стигнато плафонот и дека од тука ќе се менува правецот и да, сите анкети покажуваат дека граѓаните се разочарани во политичките партии. Има преку 50% од граѓаните кои не одбираат веќе никаква страна или едноставно не ги интересира политика,
ама ја мислам дека тоа е одличен предизвик за оние кои вистински сакаат да се занимаваат со политика, затоа што доаѓа на ред она што се нарекува и професионализација и на политичкиот простор. Околу ова со Дуи секогаш ја негувала нивната борба и тоа не е променет ставка и нив од 2001 година и не знам зашто некого чуди таа работа. Никогаш они не се откажаа од кога се формирани како партија во негувањето на борбата која донесе до права на албанската заедница, некој ќе каже до демократизирање на државата. Не знам од каде се зачуденост, никогаш они не престанале во тоа. Но она што е важно е дека Република Северна Македонија мора да се почитува рамковниот договор, кој е договор за стабилност на државата, но и договор кој возможува развој на државата, посебно во стратешките цели, членството во НАТО кој е веќе остварено и членството во Европската унија која е пред нас. И второ, договорот од Преспа, која е една рамка за нас, и обидите да се направи договор со Бугарија. Врз основа на договорот на добро соседство. Да, и еве за крај ја спомнавте самиот Бугарија, имаме ли надеж дека до јуни може да се постигне некаков договор, бидејќи очигледно дека сигналите се мешани, некогаш имаме една попозитивна атмосфера, па сето тоа ќе падне во вода, така одиме нагоре удол. Јас ќе ве потсетам на изјавата на премиерот Петков дека и ќе се вратиме на она што и главна тема беше денеска, дека руското влијание и во Бугарија, но делумно и кај нас, али повеќе и во Бугарија не дозволува да се реализира договорот за добрососедство меѓу Република Северна Македонија и Бугарија. Од кога е постигнат тој договор, и во Бугарија и кај нас има сериозен отпор за негово остварување. Како ќе се развиваат понатаму ситуациите и како ќе се намалува влијанието на Русија врз Западниот Балкан, а тоа е неминовно да се случи после нивниот крах во Украина, се повеќе ќе се затоплуваат односите меѓу Република Македонија и Бугарија врз основа на едно заедно почитување. Господине Ходжик, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам на поканата и поздрав за вашите гледачи. Ова беше господинот Джелал Ходжик, со него го завршуваме првиот дел на дебатното студио 10. Продолжуваме со професорот Атанас Козарев веднаш после рекламите.